Его Симба, добре мите, комуницираме денеска. Кажавме денес повторно на големо изненадување за нашата публика, особено кои што се вистински влюбеници во особено Чао денеска, меѓутоа и за оние кои што редовно не следат во Телновет. Стефан, добро ми дојде повторно. Здраво, не добро постои, јас ти кажав пред последниот период наплив од емоции има кога ќе биде Стефан со нова раса, така што драго ми е што си премногу достапен и практичен за нашите гледачи и секојдневно, нели во теков на седмица, ете знаеме да испромовираме вакво богатство. Овој пат ќе го поздравиме Симба од асортиманот на Бел Чао. Една прекрасна раса. Да. Една од поредките раси во Македонија, мора да напоменеме. Ретка раса, значи, сепак. Да, значи неколку збориме за белата, така? Или генерално? Општо генерално како раса, неколку десетици примероци ги има само во Македонија. Симба е набавен преку мене, односно преку сајтот kupimilnik.mk. Чиј собственик сум јас, навистина сум горд на него, затоа што е еден од, според мен, од поубавите примероци во држава. Ќе ги поздравиме собствениците на Симба, кои што моментално не... Да, не го обезбеди да не биде денеска гостин во утринска на Телма. Во утринска на Телма. Интересно е, една година возрастен, а толку мирен, дисциплиниран дефинитивно ќе кажеме. Да, Симба е стар една година. Значи, тој е одлика на расата што е вака мирен, значи Чао е сталожен пес, мирен по карактер. Не очекувате дека е кученце кое ќе му фрлате топчи и ќе ви го враќа на порт назад. Има малку и на така темперамент, Па се инатливи, меѓутоа се доминантни сакаат. Доминантни се прифаќаат само еден собственик, но меѓутоа со убава работа, значи со педагошко постапување со него, вие ќе имате на ваков пример кој дома ќе биде ова што гледате во студио, значи ќе имате сталожен мирен пес дома кој не лае безпотребно, ако лае значи има причина зашто го прави истото. Одликата Чао е затоа што прифаќа само еден собственик. Значи еден е доминантен и еден е за него бос. Другите ги прифаќа не дека нема да ги слуша дисциплините од остаток. Меѓутоа само еден го со еден се слушаме највеќе. Да, ме радува фактот затоа што ево Македонија веќе попобарана раса, значи веќе секојдневно пристигнуваат мејлови до мене за да се обезбедат. Да се обезбедат Чао, така да то посредечно го препорачувам на сите кои сакаат да имаат миленик, да го прочитат стандарот на кучето, да се запознаат со неговиот карактер. Јас сум тука за бекап, за помош ако им треба било каков совет и да си набават Чао. Не очекувате дека ќе имате дома куче кое ќе трча или ќе ве прати во свет. Значи не е хиперактивно во целост? Не е премногу хиперактивно, си бара двор, си бара услови. Така. И си бара доста внимание. Меѓутоа за оние кои што се да речеме во помала квадратура или стан, добро ќе се прилагодува, да, се прилагодува. Гледате он колку е сталожен и мирен, така да 3 дневни прошетки во некој си размерот 20 минути, него му се доволни за дневна активност. Да, за да си биде како негова дневна активност, да си ги потроши батериите и да биде ова што е тука. Одлично, мора да признам дека спомена моментално дека му е топло, тешко ја поднесуваат климата можеби во текот на летото, меѓутоа како се справуваме со црево подборче? Па јас препорачувам затоа што е куче раса која не трпи многу вода. Значи тоа е карактеристично што се напомене дури и они докажано дека не се пливачи, односно пливаат, но многу малку затоа што ова густо крзно кое треба да се негува, ако се натопи му ствара дупла тежина отколку што достигнуваат и може многу лесно нели да се удави. Во однос на крзното мора да поминеме дека е раса и да кажеме на сите нивни собственици ако сака да нама да бидат спремни на секојдневно шеткање за нивното куче да изгледа познатиот груминг, да се вади таа подоака, да се дава правец на крвното за да изгледа кучето во форма на лав, што е негова одлика. Сосема кореспондира неговата појава со името Симба, мора да признаеме. Да. Зад камерите ми откри неколку интересни карактеристики токму за Чао како раса. Интересно е тоа и жално, по потекло од Кина, а се наоѓа на дневно мени. Јас секогаш велам дека ја потпишувам петицијата која што имаат за фестивалот на јадење миленици и кучиња, што апсолутно сакам да се бојкотира, меѓутоа нели тоа тешко е. Нажалост, тоа е тешко, да колку и на европејците да ги правиме тие петиции, учествуваме во секојдневните петиции на интернет по разни форуми, се бориме против тоа. Тоа никој не успеа да го спречи, нажалост, така да се надевам дека некогаш ќе проработи совеста и дека тоа ќе се откорни од целост. Искрено ми е мене и премногу непријатно да зборувам за тоа како љубител на милениците, сум најголем противник за борби или за ова уште повеќе. Така да расата потекнува од Кина, е стара околу 2000 години. Значи јас извадив еден податок кој вели дека за прв пат е појавена во Кина, ја чувале кинеските цареви, ја чувале во својот двор
како ловачко куче, но ја величале поради својот изглед и се ја сметале за свое лично богатство. Дури биле ангажирани и слуги во носија на чао-чао. Сериозно? Да, за кинескиве цареви. За кинеските цареви, да. Од неговата длака, затоа што е доста квалитетно крзното, може да се правеле теписи. Да. Значи, сети оној груминг кој го ваделе уште тогаш, го користеле за ткање на теписи. Значи бенефит имаме од крзното на она остатокот, пак ќе кажеме. А за она што го спомнавме, што е последен пат го спомнато, што не е ми пријатно, од неговата кожа се правеле одделе униформи за војници. Не би сакал да навлегувам, повторно ќе кажам, ете, некаде во светот... се вели дека на жалост се често и на дневните трпези. Тоа е некој си специјалитет уште од тогаш кој за жал и ден денес е актуелен во Кина. Расата, поради тоа што користеле за дневно меню, било предистрибување. Значи, читав податок кој вели дека имало само уште 200-300 примероци во Кина, но благодарност за што ја задржале расата, имаат будистичките калуѓери кои ги шверцувале своите примероци во Европа и во Америка и ги носеле кај луѓе кои сакаат да чуваат расата и сега се идни одгледувачи и така е расата запазена, значи така е останата. Да. Во Кина се повеќе онаа домашна кинеска раса е актуелна. Има кинески кинолошки сојузи кои работат на тоа да зачуваат, да пазат на нејзиниот стандард, но има онакви нехумани, кои што кажуваме преска, кои ја користат за друго било што. Ќе ме поправиш ако грешам. Мислам дека покрај Чао-чао и јакитата, знам дека е едно од најактуелните раси таму. Да, таа е јапонска. Таа е јапонска, да. Меѓутоа исто и застапена и многу достапна за азискиот дел од светот. Да, дефинитивно, со тоа што во моментов е во експанзија во Европа, по филмот Хачико. Па и кај нас доста ги има, гледам и кај нас, да. По филмот Хачико, кога се појави, мислам дека експанзијата е уште поголема. Убава раса, но јас се препорачувам чисто за во двора, не за домашен миленек. Во некоја следна прилика, да. Оно што е интересно, како станува актуелна Чао-чао, да речеме, во остатокот од светот? Ти спомена дека има експанзија некоја, знам дека и во Англија доста одгледува оваа раса. Значи, напоменав, откако се појавија одгледувачи во други седишта на светот, така? Во други седишта на светот, расата повеќе почна во Европа да се појава на кинолошките манифестации, да се појава на изложбите. Од тогаш и со афирмација на одгледувачите, расата добива експанзија за денеска да биде една од топ 20 барани раси. Меѓутоа мора да напоменеме дека најзастапена е сепак во Кина, дел во Америка, дел во Англија и многу помалку во Европа. И не е предистрибување, тоа мора да признаеме сега. Во моментот сме стекли што не е предистрибување. Топло срдечно препорачувам на сите кои сакаат да имаат миленик, кој ќе го прати некој си 15 на години. Еве гледаме како изгледаат. Да, ова се како бебиња. Карактеристично се напојне дека нивниот јазик е во портокалова боја. Тоа сакам да споменам. Јас еве кога телефонски ја ти се договоравме дека ќе го донесеме денеска Симба благодарение на своите пријатели. Едно од прашањата беше најчесто, нели? Зошто Чао-чао има плава боја на јазик, потоа и карактеристиката што се извојуваат дефинитивно како раса. Да, се уште не е докажано зашто нивниот јазик е во таква боја, но тоа е одлика на Чао-чао, дури и една од мерките за оценување на кученцето вели дека доколку судиите, киношките судии прво го проверуваат јазикот, дали е и покрај другото и покрај анатомијата, покрај поставеноста на уши, задни јагли, предни јагли, опаш се оценува ке нив забавото јазикот. Кој е потомен со сина боја, кој е после. Мала шега. Се јавуваат во повеќе бои, во повеќе варијации. Најактуелна оваа бела боја која имаме во моментов. Симба веќе има и зимско крзно, поради ниските температури кои ги имавме. И затоа е малци портокалов, но на лето карактеристично се каже дека тоа е и бел. Еве и колешката Елена, знам дека Елена сака да биде дел од емисијата, меѓутоа ќе те чекаме доколку сакаш. Елена Вишка ни пристигна за куса време, ќе бидеме заедно пред вас. Што се однесува до телото, забележуваме дека имаат навистина широк граден кош. Да. Меѓутоа дали се ајде вака народно кажано трапави додека ги шетаме, или? Не, воопшто не се трапави, него не си имаат она специфична анатомија, се движат некако посебно за разлика од другите кученца. Од другите кажуваат како крзени панда. Да, значи тоа го прекрзното, анатомијата, они треба да се движат лесно и покрај килажата која некаде до 30 килограми, они се движат лесно. Така да треба да се внимава на нивната исхрана, затоа што се прилично стрмни кучиња. Моја препорака за нив е секогаш Ројал Канин и онаа храна која нашите пријатели им одговара, нашите пријатели од Ројал Канин. Така да пак ќе напоменам кој сака Чао-чао,
мора да го прочита стандард, мора да се информира на YouTube што налага расата пред да земе. Да не ме плашам, значи нема неколку обврски, едноставно си бара секојдневен Внимание. груминг, секојдневно шетање, четкање благо, чистење на очните капаци овдека затоа што е важно за нив и многу љубов и внимание и трпение додека ги научи на основните потреби. Да, како карактери спомена дека имаме пријатен миленик и добронамерен во домот, меѓутоа за дресурата. Ти и зад камерите ми спомена дека многу се лесни и лесно се Едноставни се, да, едноставни се дресува, треба да им се наметне дека како доминантен сопственик. Еден е сопственикот, повторно ќе кажеме. Како што кажав, еден прифаќаат за алфа сопственик, го почитуваат целото семејство, но еден е тој што ќе го слушаат и ќе го сакаат безизмерно. Мора да го напомене дека делува заштитнички према истиот сопственик. Така. Значи доколку вие се најдете во непријатна ситуација, непријател ве нападне. Непријател ве нападне, познато е дека чао може да издрагира многу лошо. Обично е раса која е доминантна и не лаја на други кучиња. Значи, ви имате куче кое ќе го шедате и нема да го тегнете ако види друго куче. Значи, он е горд, става ожен и мирен, но ако го нападне некој, му знае да биде доста непријатен. Мора, кога сме тука, да напоменам за Симба дека имавме неубаво искуство со него. За жал да ми ја споделивте приказната дека било нападнат од Да, беше нападнат од питбул во населбата Козле. Да. Имавме оперативен зафат, ми кажа. Оперативен зафат со вградена плочка во задната нога со 5 штрафчиња. Меѓутоа Симба се опоравува. Симба се опоравува, веруваме дека на следната кинолошка манифестација ќе биде пријавен и дека ќе забележиме супер успех. Не се сомневам. Благодарност до доктор Диме ветеринарен центар кој ја го извршија тој зафат онака како што треба. И еве Симба сега е среќен, се опоравува и многу веруваме во неговите успеси. И чекаме награди следи на кинолошкиот. Чекаме награди и чекаме, значи, да добиеме парање со него. Така да сите оние сопственици кои имаат чао Женка, еве добра генетика, добар крв, партнер денеска. Да најдеме и партнерка во емисијата. Кога е да речеме најсоодветен термин за нивно парење, бидејќи ти ми спомена и дека 3 години чао е уште дете. Да, значи попознато кај нив дека до 3 години се уште со дете. Е раса кој има повеќе години животен век. Препорачувам 15 на години, ако не се лажам, Стефан. Од 15 до 18 години е тој животен век, некои идат и многу повеќе. Право. Значи, но карактеристично се напомене дека они се деца до 3-та година. Познатите ледувачи и сопственици на расата преферираат да парењето се случи после 2-та година. Значи тогаш се они по-зрели, за да може да дадат квалитетно потомство. Ова важи и за мажаците и за женките. И за мажаците и за женките, да. Значи достигнуваат до 30 до 40 кила. Кој што напоменав, раса која е во експанзија, раса која препорачувам, кој има и мало дворче, кој има и салон. Ќе биде соодветно. Кој не му пречи тоа четкање, ја препорачувам навистина да се ја набави, не е премногу скапа. Значи, која е отлика цената за сите оние кои што во моментот не гледаат, а сакаат да набават може и убав примерок, значи со добро педигре и изложбен педигре, значи изложбено педигре, чини некаде од 700 до 800 евра. Значи меѓутоа верувате тоа која ќе се залюби во расата и не е ништо да се дозволи. Не е ништо така. Она што е интересно дека дали ова оптималната големина или Симба уште ќе расте? Симба ќе расте уште малку. Значи ќе расте до 3-та година, потоа само ќе шири во тело и во крзно. Значи може значајно за оваа раса. Значајно за оваа раса, да, значи громерите преферираат и кинолошките суди да имаат долго крвно спуштено скоро до земја, што ги прави баш да личат на лав. Па и треба да ги подготват, доколку еве планираат сега можеби на следната изложба да направат педантно како што треба. Да, убав громинг за да кучето изгледа навистина совршено. Не напоменав, а многу битен детал е да не ги оплашиме сите оние родители дека расата чао нема воопшто мирис. Што е многу важно. Се митари, но тоа го решаваме со громинг, но нема мирис на куче. Значи буквално ние нема да дозволиме нешто слично како кај подлиците кои што апсолутно немаат мирис, така што имаме безбеден случај во овој случај. Како оди парењето кај нив? Комплицирано, Стефан? Не, воопшто, значи парењето е по природен пат. По природен пат се пари, мајката се го гледува после 60 дена следи пораѓајот. Мајката се завршува целата работа во кубевињата, нормално ако има повише кученца се препорачува и човечки фактор, односно да помогне на маса околу самото породување. Околу самото породување. Му стана топло на Симба. Да, на Симба веќе му е топло. Така да не е комплицирана раса за чување, може секој да се дозволи. Јас сум среќен што во Македонија веќе многу ја знаат. И актуализираат така. Да, ја гледаме како домашен миленик кој
буквално ни е пријател на семејството, а не ја гледаме за борби или за дневно мени. За не дај Боже. Да. Еве чисто за оние кои што го посетуваат сајтот на kupimilink.mk, кога ќе имаме следно легло или ќе можеме да се набавиме или во секое време Стефан може да искомуницираат нашите гледачи? Значи, низ овие години откако се занимавам со кинологија и ги следам оние кинолошки трендови, со самото тоа доаѓа до запознавање на разни одгледувачи кои во секое време имаат свои легла. Мора кога се врши набавката на било кој примерок педигриран, мора да се знае од каде доаѓа кученцето и кој гарантира за неговата генетика, А и односно тебе за како кученцето. професионалист е многу важно да го пренесеш на собствениците. Да, затоа што јас буквално кога бирам кученце, кога бирам за себе. Така да на сајтот Купи Милиник постојано може да одговори на барањата на луѓето кои сакаат да купат чао-чао. Ни се потребни од 5 до 7 работни дена за да набавиме истата раса. Го даваме тоа време оптимално за да разгледаме каде има слободно легло, Така? какво е педигрето, какви се кученцата, генетиката на мајката, на таткото, така да многу внимаваме на тоа и срекни сме до сега што имаме донесено врвни Одлични примери легла. од Сидни шампиони Што и добро шампиони поминуваат на Македонија, да. на изложбата. Дали на изложбата уште еднаш да подсетиме за сите оние кои што чуваат собствени, односно домашни миленици и се собственици на вакви кучиња, во сабота, ако не се лажам, Сабота и изложбата недела, најавена. значи за 2 дена. Сабота и недела Кинолошкиот сојуз на Македонија најавува вистински спектакл на Скопски Скопскиот сајм. сајм Така. со почеток од 10 часот. Ќе биде интересно, претпоставам Да, за значи сите. се работи за 2 меѓународни изложби, значи од највисок критериум, ЦАЦИП изложби, каде што учество ќе земат повеќе од 250 примероци од сите видови на раси. Кима и чао-чао. Двата дена кима и чао-чао е под затворено, ќе биде топло. Од она што еве несемно ќе откривам за прв пат во Македонија тие рингови се направени професионално со професионална Според критериуми вештачка светски. трева, со црвен килим. Ќе имаме шоу на шампион, еден ревиален дел каде што најуспешните кучиња од 2016 ќе добијат признание, кои се најтрофеени, кои највеќе титули собрале во Македонија, но и надвор, ќе бидат со посебно признание од председателот на Кинолошки сојуз на Македонија, господинот Пешев. Така да ќе има, мислам, и представување на неколку ликовни академии дечиња кои ќе сликаат цртежи од македонската раса Караман, недавно самиот призната, да. Така да топло препорачувам сите родители и сите Во колку дечиња. часот и билети дали се набавуваат? Влезот е бесплатен. Бесплатен. На Влезот Скопскиот сајм, хала број 3, почеток 10 часот, сабота и недела. Ќе трае, ќе Да, уживаме. ќе трае док е некаде предпоставам 250 кучиња оценување. Док е 2 часот, после ќе следи она швакна изложбата на секоја што ја чекаме с нетрпение пестен шоу. Победниците од сите раси се такмичат за најубавите 3 кучиња да се одберат на изложбата. Што го споминавме и минатиот Да. пат, меѓутоа вредно да се сподели повторно да пошироката публика. И уште нешто околу чао-чао, како поминува на изложбите во поглед на оценките и така Да, натаму? чао-чаото спаѓа во петата FC група. Тоа би значи, значило? Тоа би значило шпицеви, значи Така. во расата на шпицеви ти сега не ме фаќа да се збори, имаше повеќе Категории, подкатегории, категории, да. подкатегории. Поминува супер. Значи можем да напоменам дека е раса која е се позастапена на кинолошките манифестации. Многу познати Собственикот не е Елена, ние тоа. Многу познати суди веќе се собственици на чао-чао. Одлично. Да, така да, како што кажав, се ова во неколку бои, бела, помаранџеста, црна, но белата е најретка. Ова што го имаме денес Сериозно. Затоа и реков јас дека да. прв денеска се среќавам со бело чао-чао. Знам дека моја пријателка која што е со седиште во Лондон, таа го има црниот и вели исто така плени дефинитивно од самиот изглед. Одлично. Јас ќе заблагодарам повторно за секое твое гостување, Фала ви на кое што е довербата. одлично прифатено на нашата публика, особено ќе потсетим уште еднаш kupimilinik.mk е сајтот кој што може да го посетите. Освен тоа да се информирате за нега, грижа на вашите домашни миленици, ќе имате прилика да го контактирате и Стефан Кирков, освен на Facebook и на kupimilinik.mk, конкретно за расата чао-чао. Како што кажавме, од прилика околу 7-8 дена додека се оствари таа конекција за да се набави добро легло од оваа Од раса. 5 до 7 работни дена, оптимално дет за секоја раса. Секој нека нели од поредките ќе не треба да се поише време, но подобро да ни дадете време да го одбереме вистинскиот миленик за вас. Како што е секогаш интересно да се напомене. Инаку, мораме да наговестиме на нашите гледачи дека сме во подготовка да донесеме уште една интересна раса, American Basset Hound. Да, тоа го најавам како нешто ексклузивно. Исто помеѓу ретките раси во Македонија. Многу ретко може ги видиме, мислам дека се само 10 на примероци. Сериозно? Да, во цела Македонија. Само 10 на примероци. Само 10 на примероци имаме американски Basset Hound. Она мало кученце што многу потсеќа на
Кажавме нацртаниот од аристократски мачки. Да, со големи ушиња, Со кога големи оди ушиња. па ги нагазна ушињата, па се сопнува. Во категорија на ловџиски Во кучиња. категорија на ловџиски, но е една од најсмешните раси во светот. И по темперамент? И по Не, изглед? Не, значи премногу е мирен. Сериозно? Иако е ловџија, ја во следен договор, лутенска телма специјално ќе биде гостен, се надевам, Басет Хаунд. Одлично. И Бигала, да не го забраваме, една од моите помилени Дефинитивно. раси. Ти благодарам што ни го донесе денеска Симба и оваа приказна да ја раскажеме за сите оние кои што можеби сакаат сега да си имаат една своја хармонија во домот, па и чао, дефинитивно нема да биде погрешен избор. Дефинитивно. Ти благодарам, Стефан, поздрав до цела екипа. И поздрав до сите гледачи на Утренска. Се гледаме и на изложбата уште еднаш во Скопски Обавест. сајм, Хала број 3. Ви благодарам што бевте во овој издание на Теловет, останете со нас.